Ајде да зборуваме за нешто навистина фасцинатно, патувањето на еден спомен. Ова не е само приказна за тоа како функционира мозокот, туку за тоа кои сме ние во самата наша срж. Застанете за момент и обидете се да се сетите. Кој е најраниот спомен што го имате? Можеби е само слика, можеби звук, некое чувство. Ете тој мал, можеби нејасен фрагмент од минатото, тоа е нашата почетна точка денес. Како еден минлив момент успева да стане дел од нас, за секогаш. Па што е всушност меморијата? Најлесно е да ја замислиме како еден супер систем во мозокот што снима, архивира и потоа, кога ќе ни затреба, го наоѓа тоа што го бараме. Замислете само, без неа секој ден би бил како прв ден, без научени лекции, без пријатели, без сопствена приказна. Меморијата е буквално тоа што не прави нас. Добро, дел прв. Првиот минлив момент. Како сензацијата станува информација. Се, ама баш се почнува со еден единствен момент, нели? Нашите сетила, видот, слухот, допирот, тие се како антени што секоја секунда примаат милиони сигнали. Прашањето е, како мозокот одлушува што од целиот тој хаос вреди да се задржи? Па целиот процес е како некоја ментална инка. Еве, замислете, на врвот влегуваат безброј сензации, буквално се што гледаме и слушаме во овој момент. Но нашиот мозок е паметен филтер. Пропушта само еден мал дел што го смета за значаен. И само тие избрани информации имаат шанса да станат вистински спомен. Се друго едноставно исчезнува за секогаш. И оваа прва фаза е неверојатно кратка. Зборуваме за два главни типа. Прво, иконската меморија. Таа е за вид. Знаете, како кога ќе светне молња, сликата ви останува пред очи уште дел од секундата. Тоа е тоа. А другата е ехомеморијата, за звук. Таа трае малку подолго, неколку секунди, и токму заради неа можеме да разбереме цела реченица. Мозокот го памети почетокот додека го слушаме крајот. Гениално, нели? Океј, откако информацијата ќе го помине тој прв, супер брз филтер, влегува во нешто што можеме да го наречеме свесната работилница на умот. Ова е местото каде што активно размислуваме. Да видиме што се случува тука. Сега, оваа работилница има еден голем проблем. Има многу ограничен простор. Психологот Џорџ Милер го открил познатиот магични број 7 плюс или минус 2. Што значи тоа? Па дека повеќето од нас можат да држат во глава само 5 до 9 работи одеднаш. И ете зошто телефонските броеви се групирани. Многу е полесно да се запамтат 3 мали групички, отколку една долга, хаотична низа од броеви. Сега има смисла, зарем не? Добро, и како спречуваме информациите да ни избегаат од оваа гужва? Постојат два главни трика. Првиот е просто повторување. Знаете, кога го вртиме телефонскиот број во глава за да не го заборавиме. Функционира, ама само на кратко. Вистинската магија, вистинскиот клуч лежи во вториот трик, да му дадеме значење. Кога ќе поврземе нешто ново со нешто што веќе го знаеме, тогаш градиме цврст мост кон долгорочната меморија. И со тој мост стигнуваме до крајната дестинација, огромната, речиси безгранична библиотека на нашиот ум. Ова е местото за складирање спомени за цел живот. Тука информациите можат да останат со денови, години, па дури цел живот. Ама оваа библиотека не е некој хаос. Има два главни оддели. Првиот е за, да речеме, знаење што. Факти. Например, знаењето дека Скопје е главен град на Северна Македонија. Тоа е декларативна меморија. Вториот оддел е за знаење како. Тоа се вештини, како возење велосипед. Ајде, пробајте со зборови да објасните како се вози велосипед. Тешко е, нели? Затоа што телото едноставно знае. Ете, тоа е мокшта на процедуралната меморија. Сега, во тој првиот оддел, декларативната меморија, има еден посебен дел. Можеби и најважниот за нас. Тоа е епизодната меморија. Замислете ја како наш личен фотоалбум, нашата автобиографија. Ги содржи сите лични искуства, првиот ден на училиште, матурската вечер, некое патување. Секоја важна епизода од нашиот живот е тука. Ама што прави еден спомен да се вреже длабоко, да стане траен? Па има неколку клучни состојки. Силните емоции, и добрите и лошите, делуваат како лепило за спомени. Поврзувањето на новото со старото знаење ги зајакнува тие мостови за кои зборувавме. И можеби најважно од се, сонот.
Да, додека спиеме, мозокот не одмара. Напротив, работи напорно, ги средува, ги организира и ги зацврстува спомените од денот. Затоа добриот сон е клучен за учење. И конечно, патувањето не завршува со складирањето. Која е поентата на меморијата ако не можеме да ја повикаме кога ни треба? Но токму тука системот покажува дека не е совршен. Понекогаш едноставно се крши. Работата е што меморијата не е како видеоснимка, не е совршена копија на реалноста. Секој пат кога се присетуваме на нешто, ние всушност го реконструираме настанот. Исто како да составуваме сложувалка, а понекогаш некои делчиња недостасуваат, или пак ги ставаме на погрешно место. Во екстремни случаи, ова може да доведе до амнезија. Има два главни типа. Ретроградна амнезија е кога се губи пристапот до минатото, до спомените создадени пред некоја повреда. Но антероградната амнезија е, можеби, уште потрагична. Кај неа личноста не може да создаде нови долгорочни спомени. Замислете, секој момент е нов, а сегашноста постојано исчезнува. И сега, можеби најневеројатниот факт за меморијата. Таа не е статична. Не е нешто што се запишува еднаш и останува така. Како што вели овој цитат, секој пат кога повикуваме некој спомен, ние всушност го препишуваме. Несвесно можеме да додадеме нови детали, да смениме некоја емоција, да заборавиме нешто клучно. Нашите спомени не се камени плочи, туку се живи, дишечки приказни кои постојано се менуваат. И така, целото ова патување не доведува до едно навистина длабоко прашање. Ако ние сме збир од нашите спомени, а тие спомени, како што видовме, не се фиксни, туку постојано се преобликуваат со секое присетување, што значи тоа за тоа кои сме ние? Што кажува тоа за природата на нашиот идентитет? Ете, едно прашање за размислување.